Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Како сте вие, што правите, дали сте добри, се надевам дека сите сте добри. Дали си седите дома како што ни препорачано, јас 7 деноиве домашниве, фини луѓе биле. Како што веќе не советуваат, сакам јас повторно само да ве потсетам дека е добро да седиме дома како што ни е кажано, од причина да пробаме да го намалиме ширењето на овој голем наш непријател наречен корона, што го опфати цел свет, така што кога веќе се затворија толку институција, можеби сега од понеделник ќе се затворат и сите. Во моментов ситуацијава не се подобрува, така што еве ќе го посветам ова видео да ви дадам некои идеи за што да правите дома, затоа што сега сите е важно да останеме дома и да седиме дома. А да седиш дома и не е толку лошо кога постојат милион работи за правење, само треба ти текне наместо ти биде досадно. Па да почнеме. Првата работа што јас би ве препорачал да правите додека седите дома е да гледате YouTube видеа. Постои еден канал наречен Стефонатор, кој можете да го отворите кој има забавни содржини за сите вас и да ви помогне да не ви е толку досадно во денот, туку да седнете и да ги изгледате видеата. Не само видеата кои сега излегуваат, туку и видеата кои порано сте ги пропуштиле поради многу учење и поради други обврски. Второто нешто што би ви го предложил е нешто што јас деноиве се обседнав правејќи и се надам дека ќе запрам со тоа поради тоа што сум во период каде што не ми требаат више килограми, само сакам да ги намалам, а не да ги зголемам. Ама деноиве на моите Instagram сториња, ако ме следите на Instagram сте виделе, ако не ме следите, зошто не ме следите? Ова сум јас на Instagram, вака следете ме. Ги постирав овие работи. И Стефан кога седи дома уствари си готвеше и треба да престане, али еве идеја доколку вие не сте готвели, а сакате нешто интересно да направите, да пробате да направите. Втората идеја за да не ви е досадно и што да правите дома е да готвите. Затоа што нели секако дома сега сите имаме брашно, маркетите се празни, па искористете го тоа брашно и изгответе нешто фино. Третата идеја за што да правите е да читате книги. Пример, постои една убава книгичка се вика Нашиот пат, доколку не ви е прочитана, ја препорачувам да ја прочитате, бидејќи има многу интересни работи, а и работи кои можете да ги научите. Доколку ви е прочитана, можете да ја прочитате повторно. Доколку стварно не сакате да ја прочитате, нема да ви се лутам ако прочитате и други книги, затоа што читањето е секогаш добро за вас. Добро, ова видео веќе звучи како со седа се зафркавам, ама не се зафркавам, ова се вистински идеи што да правите, така да ќе се обидам да се возбилам од сега натаму. Четврто нешто што може да го правите, а воедно ќе сместам и пето нешто за да не биде Стефан нема многу идеи. Гледате серии и гледате филмови. Сигурно има многу филмови и серии што цело време сте си ги одложувале и не сте ги гледале поради некоја причина, така да еве деноиве кога ги така седиме дома и знае да не биде многу досадно, земете и изгледате се што до сега сте планирале да гледате. Размислам за серија што предлог да ви дадам, ама ја во моментов само сакам да ја догледам последната сезона на American Horror Story, што јас воопшто не сум по хорори, али со таа серија сум опсенат и сакам сега таа да ја догледам зашто ми се останати уште неколку епизоди. И друго не знам што да гледам од серии, така доле предложете ми што да гледам од серии, затоа што стварно не знам што да гледам. Еве, колку толку ме познавате, размислете што би било јас добро да гледам, што никогаш немам спомнато дека ми ја гледам. А за другото, за филмови, последно што гледав во кино беше Соник. Филм според ликот од познатата видеоигра уште од пред 2-30 години. Предобар е филмот, веќе напишав и на стори дека е предобар, бев фасциниран од него и еден од најсмешните филмови што некогаш сум ги гледал, така да гледате го Соник. Јас сега ќе ви го предложам Соник, ако ми текне уште нешто ќе ви напишам на Инстаграм или некаде, или вие пишете доле, затоа што ова видео не е само моje видео, туку пишувајте и вие доле предлози како и за идеи што да правиме, така и за филмови што да гледаме и што да правиме по дома. Шесто нешто што јас би ви го препорачал да го правите како идеја е да си викнете некој дома за да се дружите. Но тоа да не се 10 души дома да правите, да ширите болести, туку да се викнеш еден, максимум двајца да си седне да се дружите, затоа што во друштво е се поинтересно, ама немојте да викате многу луѓе затоа што тоа не е безбедно. Мара не е безбедно со никој, али некој што знаеш дека не се изложува и како тебе може да дојде на брз лесен начин, пример со кола, дека тебе викни си го. А доколку е потребно поголемо изложување во гужви и одење по автобуси чуда, не го викајте. Ова не знам колку е баш паметна идеја, али доколку вие сметате дека е безбедна, направете. Седмата идеја е да изчистите по дом. Искористете овој период да изчистите нешто што исто така цело време гледате дека е хаос, а вие упорно не го чистите. Барем бирото сум сигурен на сите ви е хаос. Изчисти си го бирото. Мада јас некогаш многу повеќе се снаоѓам во мојот хаос и кога нешто не ми е изчистено и раскренато отколку што кога ми е раскренато.
али добро. Осмата идеја за што да правите дома е да и се јавиш на баба ти, затоа што тоа сигурно ќе потрае и тоа е добра занимација за да си попреш мовет со неа. Деветата идеја и нешто што јас стварно сакам да го направам е да научиме нов јазик. Сега не верам дека тоа би било јазик што обично и го учиме во школа како англиски, француски, германски, бла бла бла. Сега размислувам кој јазик најмногу би сакал да го научам, ама не знам, можеби најголем предизвик би било она што е најчудно и најтешко можеби за учење, можеби не е толку тешко, јапонски. Би сакал барем неколку збора да научам, али еве доколку и вие сакате да научите јазик, јас знам, ја немам пробано, али знам дека како се викаше апликација на Duolingo. Duolingo не знам дали функционира и како функционира, али знам дека цело време е можеби најпозната апликација на која што можеш да учиш јазици, така што си учи си, на некој начин вложи во себе и во нови знаења и нови победи. Затоа што знаењето е сила, знаењето е моќ, нели? Десетата идеја за што да правите ако веќе стварно не прифаќате ништо тоа што да се го кажам, е да земете да си посадите цвеќе. Ако сте љубител на градинарство и цвеќиња и не знам што, и ако имате пример двор каде што може да го направите, или земете обична саксија па на тераса ставите или кај да е, можете да се грижите за ново цвеќе и да го посадите сега. 11-та работа што можеш да ја правиш ако готвиш и јадеш како Стефан е да вежбаш дома. Не мора да излегуваш сега по теретани кога не е препорачано да излегуваш надвор, туку можеш дома да си седнеш, да си постелиш едно кебенци, да си вежбаш колку толку да бидеш развижен и да си стегнуваш. На интернет постојат милиони видеа и онлайн програми и вежби што можеш да ги правиш, така да нека не ви биде изговор тоа дека немате одредени справи во кои ви се потребни. За периодов е доволно само желбата за вежбање и ништо повеќе. И последната идеја што јас би ви ја препорачал, што се сетев да ви ја препорачам, е друштвени игри. Како пример би рекол карти, би рекол не лути се човече, би рекол Монополо, ние што сите ги знаеме. Би ви рекол подморница, не знам дали знаете што е подморница. Еднаш кога ставив на стори, кога ме прашав дали знаете што е подморница, многу ми рековте дека не знаете што, јас се чудев како не знаете што е подморница. Че само морам да ви покажам за да ви доловам ако некој не знае што. Значи само јас сите тетратки што ги имам во животот се вакви. Но доколку сакате и вие да имате ваква прекрасна тетратка, просветно дело е ваше место каде што треба да отидете, или не мора баш сега да одите, ама можете за недела две кога ќе не биде дозволено. Подморница е ова. Ова е подморница. Не знам дали имате играно, ова е пример со 10 полиња, имаш и next level кај што можеш да играш и со 20 полиња, али ако некој не знае како се игра, баш го интересира, имав многу предлози на Инстаграм да направам видео како се игра подморница, така да доколку сакате лајкнете го видео и пишете ми доле дека сакате да направам такво видео. Тоа би било се за ова видео, се извинувам ако беше предолго, се извинувам ако замарав многу, но се надам дека ви помогне, дека ви даде некоја идеја за што да правите во овие денови кога навистина е потребно да седите дома и не е за фраканција, тука е сериозна ситуацијава. Слободно доле оставете и други идеи што можеби мене ќе ми дадете идеја за што да правам деновиве, освен плюс идејата што јас ја имаме да снимам видеа и гледам периодов да има што е можно повеќе. Пишете доле идеи за што да правиме кога сте дома, па да ја продолжиме оваа листа од 12 идеи на кои се колку идеи, така да. Ги чекам вашите коментари, останете здрави, следете ги сите мерки за предпазливост кои ни ги упатуваат затоа што не се за фраканција и се сериозни. Пред да го завршам овој видео, само сакам да напоменам и дека многу луѓе, скоро сите пораки секаде ми се кога видео со Silver Play батонот. Одговорот е кога ќе го добијам. Пред 2-3 дена ми пратија мејл дека е на пат, така што мислам дека веќе во вторник, среда треба да го имам дома. За многу брзо штом го добијам ќе имам видео со Silver Play батонот, уште го немам, али да знаете на пат и на брзо ќе имам. Фала ви што гледавте ова видео, субскрајбнете се на мојот канал доколку се уште не се уште видео и ние се гледаме следното видео. Чао.